Здраво, ова е 400-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертар е 2000 метри до Андривка од Мстислав Чернов, во кој станува збор за мисијата на еден украински воен одред кој треба да помине низ шума за да ослободи стратешко село од руските сили на оддалеченост од 2 километри. Новинарот и фоторепортер Чернов ги придружува сведочејќи на пустошото од војната и растечката неизвестност околу нејзиниот крај, кој со секој чекор напред станува се подалечен од целта. Јас не сум поклоник на девизата за потребата од војни, особено не во 21. век, кога би требало човештвото да демонстрира повисок еволутивен стадиум, наместо да се наклонува на примитивни механизми за војување помеѓу себе, затоа што некој суетен владетел сакал да демонстрира надмоќ и да прати цивилно население и војници прелажени дека се борат за татковината, да умираат за економско богатење на челниците, кои не ги валкаат нивните раце во крвта на мртвите. Исто како што ние не можеме крајот да си го најдеме на Балканот и носиме вековна меѓусебна генерацијска неслога, така и државите од поранешниот Советски сојуз ја имаат мувата на капата и со години војува ист народ во различни држави, реони и предели. Чернов веќе еднаш беше застапен во Видеологија со претходниот негов филм 20 Days in Mariupol, каде воениот дописник ни овозможи да погледнеме кои се реперкусиите на војната во градот под опсада, снимајќи ги жртвите на цивилите, а во новиот филм гледаме поход за доближување до украинското село Андривка и одлуките кои ги носи одредот насреде пукотницата. Воени пресметки за мали местности, какви што избивале насекаде во украинската војна, па затоа Андривка е метонимија за сите вивнати украински села во пламен, оставајќи ги зад себе руините од артефактите на нечи дамнешен живот. За разлика од градовите во кои се уште живее население, во селата и да дојде до јарбол за веење на знамето, нема жител кој ќе може да ја ужива освоената моментална слобода, затоа што се срамнети со земја. Останале само неколку животни, се друго е избегано или затрупано. Нема бегање од апсурдното прашање за кого се губат животите и разлива крвта во мртвите села. Имерсивноста и во овој филм на Чернов е на завидно ниво, затоа што преку фокализацијата во прво лице, тој се обидува гледачот да го стави на местото на војниците и да биде нем сведок на војната ужас. Гледачот е фрлен насреде дождот од шрапнели, согледувајќи дека нема логика воената ентропија. Војниците посегнуваат по гневот и пцостите кога јуришаат со оружјето, затоа што се работи за нивниот живот и смрт, додека пак кога се во ровови можеме да добиеме парче на интимата во кое не може да се скрие таа човечка ранливост на еден живот затекнат насреде туѓи идеали, кој само чека повик да биде обединет со смртта. Само направиме една дистинкција. И детска видеоигра во која се симулира војна како Medal of Honor, Call of Duty или Counter-Strike, не, ова е војна без да биде глорифицирана и сензационализирана, како што милува да ја прикаже Холивуд, и нема тука никој да пушти магија со комбинација на копчење на тастатура и освои партијата, нема Alt F4, нема HP, еден залетан куршум на вистинското место и толку. Нема респонирање, ништо. Завршува постоењето и крај. Нема повеќе дишање, нема повеќе движење, нема повеќе гледање на овој гаден свет. Брак. Историските читанки нема да трошат фалоспеви на овие заборавливи воини, кои животот го даваат наводно за државата, а државата што прави со тоа е друго прашање. Чернов затоа е присутен во рововите за да може да го одбележи постоењето на овие евримени, обични луѓе кои пред почетокот на војната си имале сосема поразлични животни желби и аспирации, а не да бидат занемарлива воена статистика за идни жртви. Цената која се плаќа со секоја залудна војна се човечките животи. Затоа филмовите на Чернов се антивоени, со јасен и гласен е неговиот став во кој се кое зад себе го остава воената машинерија. Временската одредница исто така се разглобува во творбата, каде во секоја минута од филмот се доловува пролонгираниот пристап до Андривка, споро, мачно, метар по метар низ уништувањето, знаејќи дека секоја секунда може да биде последна на снимателот,
но исто така темпоралноста се манифестира и при земањето здив насреде војната, емотивната срцевина на творбата кога субјектите се препуштаат на сеќавањата, реминесценциите кои резонираат со некој сега веќе друг, далечен од живеен живот, кој Чернов не заборава да не потсети дека за некој месец ќе бидат мртви, сведочејќи на последните нивни архивирани докази на живот пред камера, каде објективот станува фактограф на нечие постоење, споменар на нечие страдање, херојска жртва, ако се гледа низ украинска призма. Ама чум. Покрај претходниот филм на Чернов, уште едно извикано остварување за украинската војна беше погледот на Шон Пен за судирот на Путин и Зеленски во Суперпауер, но не се единствените овековечувања на војната кои ги има работено Frontline, кои посветија уште еден серијал за украинските деца за декаде во војна. Потоа во Ukraine's War Diaries беше опфатено секојдневието насреде воениот вител, а во Ukraine The People's Fight Оли Ламберт, исто како и Чернов, беше во придружба на украинските војници, но за време на избивањето на војната, а доколку сакате да се вратите еден чекор наназад во историјата, тогаш ги имате мајданските документарци за протестите кои претходеа на војната во 2014 година. Звучните интервенции на композиторот Сем Слейтер, кој ги има работено Джокерите, Менди и Чернобил, може да се наслушнат во емотивните сегменти каде што дава дополнителна тежина на секој изговорен последен збор на субјектите. Чернов е снимателот на делото кој со помош на GoPro-а на телата и шлемовите на војниците успева да ги долови кадрите од прво лице од страна на војниците за да видиме како звучи, мириса и кој е вкусот на допирот на војната. Дроновите веќе не се само уреди за доловување на воздушни кадри, тие насреде војна се гласници на смртта. Монтира Мишел Мизнер, која исто така и го продуцира филмот и се обидува и успева во тоа да создаде едно јасно и разбирливо течение од мисијата на војниците, без да се расплинува со материјалот. Еден одред со јасна цел има во делото. Иако нарацијата често знае да обезвредни некоја творба, во ова дело убаво е да се слушне гласот на Чернов, иако знаеме дека говори за воени грозоти, добро е да биде покрај нас додека се пробиваат војниците низ руините од безживотни тела. За успешно продуцирање и реализирање на филмовите на Чернов се имаат погрижено и Frontline, односно PBS и Associated Press, но и како новинар во борбените редови нема заштита, затоа што залутаниот куршум, гладен за смрт, ниту прашува, ниту пребира кого ќе го сотри. Мачката најдена во руините е жива и здрава, вдомена е и присуствуваше на некоја од проекциите. Една од малкуте добри вести кои имам да ви ги соопштам за кошмарот на Јаве во 24 фрейма во секундата, односно прикажувањето на војната во 4K, која е секојдневие за речиси живите украински војници. Од филмските дела на Чернов не може да очекувате да ја добиете големата слика, ниту пак одговори што ќе се случи со руските заложници, ниту зашто е важна Андривка. Само ќе зумираме во окното на војната, во што ќе се уверите од прва рака, па да не е малку тоа. Документарните филмови на Чернов постепено добуваат значењето за фестивалските гледачи, затоа што селекторите ќе ги земаат филмовите за да се шокира публиката и држи будна на фестивалите, но неговиот микросвет станува репетитивен, иако само се менуваат имињата на луѓето кои умираат. Не е спорна смелоста и лудоста да се ризикува животот за да се уловат овие кадри, затоа што Чернов е опремен со камера, а не со пушка, но не секојаш се комплетира поопширна и подлабока целина. Чернов ја војува истата филмска војна и става знаме на истото место каде претходно го поставил. Филмот имаше премиера на Санденс, каде беше награден за најдобра режија во селекцијата на интернационални документарци, беше награден и на Доквил и во Копенхаген, прикажан на Hot Dogs, Dogs Against Gravity, Карлови Вари, Цирих, Стокхолм, Doc NYU, Palm Springs, номиниран е за Готам, Сателит, документарните Critics Choice, станува представник на Украина за интернационален Оскар, категорија во која не дојде до номинација, но затоа се наоѓа на декемвриската кратка листа за најдобар документарен филм на Оскарите, каде повторно беше во конкуренција со филмовите од Санденс, но за жал не успеа да дојде и таму до номинација. Еден Оскар му дадоа, денес други војни треба да се наградуваат. Суров и нефилтриран поглед во лицето на војната, каде гледачот ќе може да се движи рамо до рамо со војниците, кои неколку месеци по уловувањето на снимките ќе завршат на туѓ нишан, како незапамтени херои кои го имаат дадено животот за срамнетите села во кои
не стапува човечка нога. Ако морам да го еволуирам, тогаш 2000 метра до Андривка од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 400-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарност на вниманието. Поздрав!